Благодарам на репликата, почитуван колега Пратеник. Убаво рековте, можно е мигрантски бран. Ние не можеме да правиме можна кризна состојба овдека. Затоа ви реков, имате можност, владата има можност, доколку има такви информации, да се состане нетна седница, како што се состанува за многу работи, еве гледаме преговара денеска и за идентитетот, за историјата и така натаму, можат сега да се состанат, доколку има такви информации, да прогласат кризна состојба за 30 дни. Тука нема ништо спорно, ние после тоа ќе продолжиме доколку има такви информации. Меѓутоа, во моментов јас не гледам никакви закани, нити па на нас не се доставени закани по кои што ние можеме овдека да гласаме. Викате дека е на барање на безбедносните сили. Ви кажав каква е состојбата на безбедносните сили. Значи, тие се управувани од партиско-политички структури. И овие сите кризни состојби што се носат точно поради неспособноста. Неспособноста на политичкото раководство. За болниците, тоа што зборувате армијата дека била употребена, мислам дека тоа е срамно и не треба да го кажувате. На што личи војник да биде поставен како чувар на болница? Замислете да има ситуација, не да